Пациентите од источниот дел од државата повеќе нема да има потреба да патуваат во Скопје или надвор од земјата за операција на задниот сегмент на окото. Наскоро вакви операции ќе почнат да се прават и на штипска офталмологија. Веќе е набавена софистицираната опрема, кадарот е обучен, недостасуваат само уште неколку технички детали, објаснува првиот човек на штипското очно оделение доктор Газепов. Станува збор за најсофистицираните и најтешките операции во офталмологијата и тоа се операции позади на ретината. Најчеста диагноза е аблација на ретината, крварење или подлепување пукнатини кај диабетичари, крварење во окото при разни повреди и болести и практично тоа треба да се оперира задниот дел од окото. Ние имаме опремата добиено со која можеме тоа да го правиме. Колегата Мишо беше неколку месеци на обука во Украина за таа метода. Откако ќе се надминат сите бариери, се планира овие операции, односно виктректомија, да се прават 1 до 2 во месецот. Во бројот на операции нема да има ограничување. Опремата со која поседуваме практично не ни дава ограничување. Ние, значи, ќе можеме да колку и да има потреба од граѓаните да го и сервисираме тај дел. За среќа тоа не се многу чести операции. Првичниот бројка беше да имаме можности за 24 операции годишно, значи по 2 операции месечно, што за почеток не е мала бројка и потоа во зависност од потребите би се зголемувала таа бројка. Првата витректомија или операција на задниот сегмент на окото во Штипската болница е извршена во 2013 година. Операцијата не е тешка за пациентот, туку за самиот хирург, бидејќи трае од 40 минути до 2 часа. Ова операција, која во европските клиники е релативно скапа, во Штипската болница ќе се покрива од страна на фондот.